Сега во вакви услови дозволуваат, знае дека пред 5-6 дена како ќе биде викендот во Македонија. Не само во Македонија, туку во цела Европа, па дозволија некои си тамо, не знам, делегати и некои луѓе да се дрсат да кажат дека теренот е добар, има одлични услови за игра, дека може да се игра на преврат. Добро што немаше некои повреди, па да почнеме и да плаќаме и некои други операции и тоа. Знаеме дека не сум ја ништо против претседателот на федерација или против, али мислам дека треба малку да се чукнат во глава, да размислат како го водат нашиот македонски фудбал, бидејќи клубовите, така мислам дека нашиот фудбал така не може да продолжи. Академија Пандев побара ли одложување на мечот со Работнички? Да, и гостинската екипа се согласила. Мислам дека делегатот играл и на многу поголем снег, не знам кој е делегатот, него ни познал, али сигурно човекот си има добри дневница и нема да му се плати дневница ако го откажал над преврат. Луѓе, беше срамно излево и во италијански новини теренот доле на каков терен игра фудбал. Не е битен резултатот, не е битен над преврат како ќе заврши. Добро што најстрекна сум што нема повреди, бидејќи стварно мечот срамно е што се одигра. Во вашиот пост спомнувате дека доколку не се променат одредени работи, не се слушне гласот на клубовите, во прашална форма треба ли да се повлече? Па добро, сега во светот одлучуваат клубовите. Не може некои луѓе да дават пари, па да дојде Трајко, Петко и некој друг да одлучуваат за клубовите. Мислам дека во редно време веќе клубовите да ја преземат одговорноста, да излезат јавно да кажат дека треба да ја водат они македонската лига, бидејќи они се собственици на клубовите, дават пари и мислам дека не треба веќе да се ќути, треба да се излезе јавно и да се каже како стојат работите.